Отпадот не е само ѓубре, туку е ресурс од кој може да се произведе некој друг ресурс, а со тоа да се создаде циркуларна економија. На депониите според оваа економија ќе се фрла само оној отпад кој не може да се рециклира, велат од Македонската асоциација за управување со отпад. За таа цел треба што поскоро да се отворат регионалните центри за отпад, но и да се обучи кадар кој ќе може ефикасно да управува со нив. Прилично касниме со овие регионални центри. Требаше веќе пред повеќе од деценија да бидат завршени, меѓутоа во ред. Сега е еден, ајде да кажеме, критично добар момент, бидејќи имаме како држава солидна поддршка од донатори и од Европската унија. Управувањето со отпадот додаваат инвестиција во здрава животна средина, во здравјето на граѓаните, а и за нашата економија. Најслаби сме во отпадот од граѓаните, од комуналниот отпад. Тука секако капацитетите на јавните комунални претпријатија мора да се подигаат, меѓутоа да се подигаат примерно во оперативниот дел. Тука сме многу лоши. Фала луѓе, фали и знаење и фали и оператива техника. Министерот за животна средина Муамед Хоџа вели дека овој систем треба конечно да стави крај на дивите депонии и застарениот начин на третман на отпад. Во државата годишно се создават стотици илјади тони комунален отпад, додека стапката на селекција и рециклирање останува ниска. Почитувани присутни, затоа нашата цел е јасна. Постепено да преминеме од модел на депонирање кон модел на циркуларна економија, каде отпадот ќе се третира како ресурс, а не како проблем. Целта на денешната дискусија на Асоциацијата за управување со отпад е да се разменат искуства со експертите и представниците на институциите, бизнис секторот и академската заедница, за да се истакнат придобивките на циркуларната економија за економскиот развој на земјава, а и заштита на животната средина и општеството.